Новата здравствена мрежа е скроена. Сега се чека судот на стручната јавност, а за 2 седмици уредбата влегува на претрес во влада. Со мрежата, конечно ќе биде утврдено колку амбуланти, аптеки и специјалисти ќе му требаат на македонското здравство. Како што уверува министерот за здравство Никола Тодоров, затворање на постоечките концесионери нема да има, дури и во районите каде се забележал вишок. Зависно од средствата кои ќе ги одобри фондот, најавува Тодоров, за потребите на новата мрежа, допрва ќе следело отварање на нови здравствени установи во районите со недостаток од нив. Решивме да она што го имаме како постојно ниво на здравствена заштита или услуга си го задржиме и се обидуваме тоа да го надградуваме или да направиме подобра распределба преку мрежата. Ова што значи? Ова значи дека во наредниот период ние нема да објавуваме огласи за интернисти во југоисточниот регион каде што има поголем, во југозападниот регион каде што има поголем број, напротив ќе објавуваме во североисточниот регион каде што има помал број на специјалисти за со тек да имаме определена избалансираност. Со новата здравствена мрежа, направена по хрватскиот модел, треба да се оптимизираат трошоците во здравството, а има за цел да одговори на моменталните потреби на граѓаните. Сепак, објаснува Тодоров, зависно од идните демографски движења кај населението, мрежата во иднина ќе трпи промени. Пред да биде изгласана, министерот прво ќе треба да ја убеди стручната јавност дека го имаат најдоброто решение за бројот на медицински тимови во земјава.